Римскиот град Скупи се развил во југозападното подножје на Зајчев рид, на просторот на денешното село Злокучани, 4 км северозападно од центарот на Скопје. Раѓањето на градот Скупи е поврзано со Римската војна, со чие доаѓање во овој крај продира и цивилизацијата во Скопската котлина. Во времето на Октавијан Август, веројатно околу 13-та до 11-та година пред нашата ера, двете римски легии, 5-та македонска и 4-та скитска, биле префрлени на теренот на ново освоената Дарданија. Војската била стационирана во јужниот дел на Дарданија, веројатно во Скопската котлина кај Скупи. За време на владењето на Тибери, 14 до 37 година, 5-та македонска легија била префрлена од Дарданија на Дунавската граница, Лимес во градот Оеск. 4-та скитска легија останала до крајот на владењето на Клавдиј, 54 година од нашата ера, веројатно во Скупи, а тогаш била префрлена за секогаш во Сирија. Во Скупи, во населбата околу напуштениот Каструм, останале многу бројни придојдени цивили, кои заедно со домашното население го населиле логорот. Тоа биле зачетоците на цивилниот град Скупи. Скупи добило статус на колонија за време на флавијците, чие што презиме е содржано во името на градот, колонија Флавија Скупи. Во оваа колонија царот Домицијан во 84-85 година населил војни ветерани кои добиле државна земја во околината на Скупи. Скупскиот театар бил граден по римска шема. Објектот бил подигнат во вториот век, кога цар Хадријан ги посетил балканските земји. Просторот за публиката бил изграден на падина. Во споредба со другите театри откриени во Република Македонија, Скупскиот е најголем. За време на ископувањата, врз остатоците на римскиот театар биле откриени и зидови од мали скромни живеалишта. Од објектот нема многу остатоци, бидејќи материјалот бил искористен за изградба на првиот зид на калето. Непосредно под театарот се наоѓа палатата. Според резултатите од ископувањата, таа се состои од два дела: источниот, кој го сочинуваат неколку простории, и западниот, кој представува помали термини. Под театарот, на неговата југозападна страна, била подигната базиликата 2. Ова е единствен објект кој е откриен и истражуван целосно. Должината на градбата изнесува 39 метри, а широчината 18 метри. Базиликата е трикоравна со нартекс на запад и полукружна апсида на исток. Од баптистериумот е зачуван само источниот апсидарен зид, додека останатиот дел бил урнат или не бил изграден. Според истражувањата, оваа рано христијанска црква била изградена во 5 век. Во централниот дел на градот се откриени остатоци од улица, со широчина од 8,30 метри. Таа е поплочена со големи камени плочи со различни димензии. Од обете страни постојат тротоари широки од 2,60 до 3 метри. Покрај улицата се откриени поголеми делови од фасадните зидови на 3 маркантни објекти, како и делови на водни и одводни канали. Ваквата техника на градење на улицата и на објектите околу неа покажува дека тие биле создавани во време на подемот на градот, во 4 век. До улицата е откопан дел од градска бања, а понатаму и делови од уште две неидентификувани градби.
Од сите 4 страни на градот лежат стари гробишта, групирани вдолж 4 главни патишта што излегуваат од градот. Во рамките на западната некропола, во последниве неколку години е откопана група гробови од рано римско време. Меѓу нив стоеле и 2 монументални постаменти, скалесто сложени од големи обработени квадари. Јужно од градот, на десниот простор од Вардар и од античкиот мост, лежи малата јужна некропола. Тука биле закопани италците, односно римскиот елемент од градот. Далеку најголема е источната некропола, која потекнува од доцната антика, доцниот 4-5 век. Во гробовите редовно биле ставани гробни дарови. Речиси редовно на умрениот му е ставана монета. Застапени се сите владетели од Август до Александар Север и некои од полоснежните. Редовно се ставала и ламба. Гробовите содржале и по некоја метална фигура, прстени, огледала, делови од облека и опрема.